Така, како што кажав и во самата воведна најава, денеска чинам дека младите се многу лесно поврзани, особено преку социјалните мрежи, но како да отсуствуваат оние искрени и вистински пријателства. Имаат стотици, можеби илјадници следбеници, но во пракса и она што велиме кога ќе ги исклучиме мобилните телефони, пријателствата се помалку. Некогаш се бројат можеби на една рака и привилегија е тоа да биде така. Но каде лежи проблемот во отсуството на комуникација, особено кај младата популација, можеби и генерацијски помеѓу децата и родителите. На овие актуелни теми, особено сега сакав пред крајот на учебната година, кога ќе имаме повеќе време, можеби децата ќе имаат повеќе време ослободени од училишните обврски, ние како родители повеќе време да ги гледаме дома, а училиштата секако ќе подготвуваат наставната програма за следната учебна година, но ќе продолжат со оние активности кои што им се во рамките на наставниот процес. Особено велам околу овие актуелни теми, сакав да поразговараме токму денеска и добар ден и велам на мојата гостинка Маја Георгиева Павловски, семеен и системски советник. Добре дојдовте. Добар ден, Светле, на вас и на сите гледачи. Навистина ми е многу мило што сум денес тука и ќе разговараме на тема која што не е актуелна и важна само за младите, туку за сите нас родители, возрастни, па и целото општество. Некако живееме во период кога сите сме поврзани со технологијата и сведок сум секојдневно на она чувство и кај младите, кај возрастните, на осаменост, отуѓеност и за жал појава на врсничкото насилство. Така, овие се актуелни теми, убаво рековте, не се само за еден ден од годината. Ние постојано се трудиме, нели, во рамки на нашите емисии, не само оној информативен дел да го имаме, туку и оној воспитен дел што практично го имаат и училиштата, но особено е интересно што реков и во најавата, имаат младите можеби десетици, стотици, па и илјадници, нели, онлайн пријателства на социјалните мрежи. Но кругот е се помал и се затвара кога треба во реалност да излезат и да комуницираат. Каде лежи тука проблемот? Каде можеби да се бараат тие комуникацијски некои вештини, ете да ги кажам, што ќе ги развиваат од најмала возраст, потоа нели и преку училишниот процес, а секако и во рамките на семејството. Така, баш убаво прашање, има да се опфати што да се говори. Секогаш велам како семеен советник дека секој предизвик кај младите всушност носи некоја порака за нас родителите. Се согласувам дека денес младите се најмногу поврзани од една страна, говорам за социјалните мрежи, а од друга страна се најосамени. Кога доаѓаат млади тинејџери, деца кај мене се фалат дека имаат многу следбеници, многу ги следат на Инстаграм, многу пораки, емотикони, а всушност внатре се чувствуваат осамени. Нели, осаменоста не е дека имам голем круг на пријатели, туку се чувствувам сам, немам со кого да споделам. Некако тешко стана денес на младите да говорат за ранливоста. Дека нели социјалниот живот е се совршенство, се вклучуваат и тие во тоа и не достигаат оние комуникацијски вештини кои што ги спомнавте, а тоа го гледам проблем во родителите. Основата за добра комуникација и функционалност во едно семејство е всушност комуникацијата, која што за жал не достига. Ако мама и тато дома меѓу себе не комуницираат, тоа станува една нормализација за детето. Ако мама зборува со пријателката цел ден на телефон, а нема физички контакт, тогаш и детето гледа дека тоа е пријателство. Недостатокот на комуникација го гледам кај родителите. Она што можеби е интересно некогаш дека родителите сакајќи нели да ги постигнат сега сите обврски, сите сме ова брзо темпо на живење, нели не ни остава премногу слободно време, па и тоа слободно време што го имаме е многу важно како ќе го искористиме. Некогаш и со материјални добра гледаме нели да се надополни изгубеното време, па полесно е можеби да му се даде мобилен телефон, да му се даде нели некоја поскапа играчка или да му се одвлече вниманието, да му се дадат пари за да се надомести тоа изгубено време. Колку тоа создава еве некогаш контраефект? Тоа создава секогаш контраефект. Се согласувам, јас сум родител, дека ова брзо време сите некако не оддалечи. Нели немаме време доволно да поминеме дома, меѓутоа, како што кажавте, и тоа кратко време да е квалитетно.
сведоци сме баш на тоа, ќе дојде мама и тато од работа, уморни се, земи го телефонот да одмориме ние. Гледаме нешто со пријатели, седиме, еве ти го телефонот детето, ние го оддалечуваме. Да му го одвлечеме, да му го одвлечеме, а што правиме? Нема детето чувство на припадност. Сите тие материјални добра што им ги пружаме, да, за убав живот се, меѓутоа на детето му треба присутен родител. Доверба да има, која што е многу значајна за воиднина. Секогаш кажам, таа основа од мали нозе, кога ќе дојде оној период на адолесценција, да може тој млад човек да дојде дома да се чувствува сигурен, дека има поддршка од родителите со присуство, а не со материјални нешто. Интересно беше кога се подготвувавме за разговорот, ми споменавте дека имате напишано семеен прирачник, слушниме, автор сте на тој прирачник, но она што е поинтересниот момент е што истиот е базиран на реални искуства, на вистински приказни, на нешто што може би ве мотивирало од самата приказна, секој носиме, нели, личен печат и лична приказна своја, начин на кој што тоа го, нели, го презентираме во јавноста, нешто што може би на децата им е полесно кога ќе го споделат со своите другарчиња, па родителот како велат последен дознава што се случува. Како се роди таа идеја? Интересен е и насловот, слушниме, она што рековме и претходно, ни недостасува да се слушнеме, да се разбереме, да поразговараме, да посветиме можеби минута повеќе на тие што ни се драги. Да, слушниме ме поттикна од вистинска приказна и на вистина ние и возрастните секогаш почнуваме од нас, ние знаеме често да прашаме, нели, како си, а ние не го слушаме одговорот. Ние само го прашуваме, немаме време или пак тоа го скриеме, некоја маска ставаме. Доаѓаат голем број на деца кај мене кои што со години, значи, во Ментал Гроу, во моето советувалиште, кои што прво што велат, мене дома не ме слушаат. Јас имам проблем, ме донесоа тука, меѓутоа кога разговарам, мама е со телефон, тато има работа, не сум слушнат. И така ми дојде таа идеја од вистинска приказна. Во прирачникот семен има 7 приказни за страв, за анксиозност детска, за разводи, за загуби, со деца кои што сум работела јас и со семејства. Многу е убаво што овој прирачник нема само едукативен дел, туку има вистински реченици како ние да пристапиме кон детето, затоа што една реченица многу носи. Наместо да дадеме наредба, треба поубаво да искомуницираме и секоја приказна завршува со активност, мама со детето, тато со детето, баш за тоа квалитетно време, кое што велам не мора да е цел ден. Нека бидат 15 минути, меѓутоа 1 на 1 време со детето. Сензитивни теми се, сепак, рековте, тоа се некои преодни периоди кои што многу значат во градење на самата личност. Децата можеби некогаш, јас од она што успеав да видам дел од и работилниците што ги правите, ќе поразговараме малку и околу тоа, дека еден збор на вистина може да ги повреди, некогаш и кога не е кажан. Точно. И кога не е пренесен, се чувствува. Така. Се согласувам и затоа често зборувам дека родителите она што го говорат е една работа. Меѓутоа како ние се однесуваме, децата гледаат. Некогаш велат дома ни е супер, тивко, никој со никој не се кара. Меѓутоа тука имаме проблем, нели, тишината не е дека ние треба да се радуваме, особено кога има дете во раст. Треба детето да е слободно, да си ги каже своите мислења и да има граници. Не сум дека мама и детето се другари. Граница мора да има дека мама и тато се родители, меѓутоа здрави граници. Со почит, со кажување на своje мислење, без казни, секогаш говорам гласно против казните, за да може децата правилно да растат и да се развиваат. Како родителите може да препознаат дека нивното дете е осамено? Има ли некои мали сигнали што можат да се препознаат? Па има сигнали кои што може да се препознаат, има, значи, секогаш, и тука говорам, особено во периодот на адолесценција, ќе кажат родителите, имаме дома дете во пубертет, се е во соба. И тука ние не можеме баш тоа да го занемариме, си седи цел ден во соба, нормално е во овој период. Има и тука граница кога детето треба да си има свој свет, приватност, меѓутоа ако забележиме дека цело време детето е во соба, дека не комуницира ништо, едноставно само комуникацијата е фрли го ѓубрето, прошете го кучето, како си, и гледаме дека тука добиваме кратки одговори, меѓутоа светле. Пак е до нас родителите. Кога ќе забележиме дека детето недоволно разговара,
нели како родител сме исплашени и бараме тогаш стручна помош, што да правам? Да ги смениме прашањата. Наместо да даваме наредби и веднаш решение за секој проблем, подлабоко да навлеземе во комуникација. Јас често кажувам, затоа и споменувам примери, кои ќе дојдат кај мене, викам, наместо да го прашаш што ти е, се имаш, што ти фали, нели тоа е позната реченица, а ти си затворен во соба, те приметувам, викни го и само сменја реченицата. Денес забележувам дека нешто не си расположен. Тука сум, може да разговараме. Вие не знаете каква тема може да се отвори со само едно прашање. Така и да се привлече нивното внимание. Да, така. На децата им треба контакт. Затоа и бегаат кон телефоните. Не сум против технологија, меѓутоа да има еден баланс на дигитален свет и на вредностите во семејството кои што ние родителите ги градиме. Да бидеме блиски со нив, со контакт, да наоѓаме заеднички ритуали кои што си ги правиме, а сепак да им е достапен и телефонот, затоа што во тоа време живееме. Така. Кои се може ли да ги поделиме како најчести причини за чувство на изолираност кај младите? Сега предпоследен ден, да кажам, крај на учебна година, можеби повеќе фокусот им е на тоа какви оценки ќе добијат. Притисокот. Така, притисок поголем е, нели да се поправат во последен ден оценките, како да се добие тој посакуван подобар успех. Меѓутоа на крајот од денот оценките не се секогаш мерило само на знаење и не е она знаете трка што постојано е нели да се добијат петки, па сите се фокусирани на тоа. Колку еве и овој период можеби притисокот што го имаат учениците во овој период, а од друга страна па и просторот, времето кое што ќе ни се даде повеќе слободно време, може да биде добра причина за комуникација. Одлична причина може да биде. Точно е дека сега, особено на крајот од учебната година, може да се забележи тоа чувство на осаменост, затоа што, како што кажавте, децата одат во училиште, таму имаат физички контакти, вон наставни активности, но кога ќе заврши сето ова, остануваат сами со својот социјален свет, што се цело време на телефони. Дополнително притисок за оцени од родители, споредба со другарчињата како треба успехот да е, и доаѓа крајна година. И тука веќе доаѓа и еден предизвик во целиот семеен систем. Што сега да прави? Детето не знае што да прави без овие активности. А и родителот не знае затоа што не достига повторно комуникација. И затоа во овој период ние треба да им понудиме можности да се зближат со другарчиња, да излегуваат почесто надвор, на отворено, но да го искористиме и моментот за наша поврзаност. Малку во летото и ние да здивнеме, да ги оставиме обврските и да сватиме дека ние сме најважниот дел за децата. Да им дадеме можност да можат да се доближат до нас за кога ќе дојде оној момент што го спомнавме на почетокот, доколку се случи насилство, прво да се каже на мама и на тато. Да се забележи тој сигнал, а тоа ќе го постигнеме само со добра комуникација и сигурност од страна на детето. Она што можеби како тема постојано провејува во јавноста е како да се намали врсничкото насилство помеѓу младата генерација, имајќи во предвид дека изминатиот период се говори многу, но како да не се намалуваат проблемите, туку се добива впечаток дека се зголемуваат. И од она што може би треба конкретно да се стави акцент е нормално на семејството, на училиштата, но и на младата личност. Зошто толкав пораст на меѓуврсничкото насилство? Зошто толкава нетолеранција? Меѓусебно да речам непочитување. Малку треба за нивниот фокус да се одреди во друга насока, можеби кон ширење пријателства, малку повеќе нели забава, сега особено кога имаат простор и време во летниот период, можеби и поотворена комуникација со своите другарчиња. Има начини, има решенија, но како сето тоа да се минимизира, а да се зголемуваат се повеќе случаите со врсничко насилство. Кога говориме за врсничко насилство, прво мора да знаеме што е врсничко насилство. Затоа што во последно време и секој збор кажан на шега од другарче се пријавува како насилство.
Мора да знаеме дека насилството е нешто што е планирано да се повреди другарчето и се повторува врз истото детенце, и тука имаме едно дете кое што се чувствува безпомошно, нели, без моќ, па затоа најчесто е жртва на насилството. Ова е широка тема, за да се спречи насилство треба сме вклучени сите. Прво семејството, училиштето, институциите. Најмалку виновно е детето. Прво од дома да видиме каква е нашата комуникација, како ние комуницираме не само со детето, и партнерската релација мајка и татко е многу важна, на кој начин комуницираат, како се решаваат конфликти, дали таму има насилство, кое што се нормализира. Доколку дојде до насилство, треба да се вклучат и училиштата. Нели, со повеќе обуки, со разговор од стручни служби, треба институциите. Кај нас се тоа некако не функционира. Вака функционира. Говориме за тоа, меѓутоа не се превземаат дела се додека не настане, како што имавме некој случај за кој што мислам дека е предоцна. Ние тоа го говориме, а ставаме мал акцент на децата. Особено на детето во последната ситуација кој што беше жртва на насилство. Тоа дете можеби нема физички некој дете последици, меѓутоа губи многу повеќе. Самодоверба, се појавува анксиозноста, оттуѓеност. Тоа се трауми кои што си ги носи детето со себе и треба време на вистина за да се работи во целиот тој процес. Како треба да се реагира, како треба да се работи со деца кои што претрпеле насилство? Сега еве пак ќе го поврзам со овој период кога ќе треба да се децата, особено тинејџерите, да излегуваат, да комуницираат. Како тоа дете да гради доверба? Прво, многу е важно кога ќе се случи насилство дома да се забележи. Знаете, првиот знак не треба да чекаме ние голем знак да забележиме дека нашето дете е жртва, да, ние си ги познаваме децата. Мора и тие да ги спомнам тука по што да препознаеме симптоми, ќе забележиме одвојување од групата на деца, ќе забележиме пат на успех во училиште, не сака да оди на воннаставни активности, болки во стомакот чести се случува, главоболки, а немаат медицинска причина. Да не чекаме ние знак некој голем, туку да седнеме и да прашаме што се случува и најважно за родителите, да не ги минимизираме работите, ова не е ништо што ти се случило, и ние така растевме, нели, тоа ни се познати изрази. Ќе научиш да се браниш, што тоа оди во насилство понатаму, по нешто посериозно. Кога ќе забележиме пример дека нашето дете е жртва на насилство и ни кажало, довербата мора да ја оправдаме. Како родители, очекувано е веднаш да сакаме по служби да се јавиме во училиште кај родителите, а детето да не е вклучено. Ние седнуваме заедно и кажуваме, ова е проблем и ќе правиме вака и вака. Детето е вклучено во тој процес, за да ја стекне довербата да има што има. Понатаму, како родители, реагираме и до училишта, и до институции, и секако децата кои што трпат насилство ги носиме и на стручно советување и целото семејство, затоа што не е воопшто едноставно. Трпи целиот семеен систем. Дали им е некогаш полесно наместо на родителите или наместо на наставниците, полесно да се отварат на непознати на интернет, да кажеме, на лица кои што не ги познаваат, отколку да поразговараат дали со своите родители, со наставници? На децата им е полесно, затоа што не се гледа, може да не се гледа со тој што разговара, и тука може да се ја представи својата лажна слика за себе. Таму кога говорат со некој на социјалните мрежи, си кажуваат проблеми, може се да си каже и едноставно ги сокриваат емоциите. Денешните деца не говорат јавно за емоциите. Кога ќе ги прашаш што ти е, како си, супер ми е. Ама кога ќе влезеш во тоа супер дека подлабоко има проблем, тешко се доаѓа. И затоа кога ќе седне со некој на социјална мрежа, се си кажува, не е виден, не е слушнат и не е осуден. На децата им треба средина без осудување. Најчесто, нели, ние возрастните знаеме да осудиме. Зошто го направи ова? Ти си виновен, тоа е веќе стварно тешко, особено кога се трпи насилство. А кога седиме со некого се допишуваме, особено ако таму ни прати емотиконче, срценце или нели прегратка, детето веќе чувствува дека припаѓа таму. Сигурна зона? Сигурно, меѓутоа јас секогаш им кажам, тој емотикон не може да замени вистинската прегратка со вистинско пријателство, ниту пак емпатијата на оној допир кој ќе се видиме физички. И таа прегратка со едно емотиконче. Треба многу разговор.
Така, информациите им се лесно достапни, за жал голем дел од информации кои што и не би требало така лесно, нели, да ги има, меѓутоа од оние информации што да речам би биле корисни, како да се оттргнуваат во некои фолдери, да ги кажеме, а се почесто ја примаат, полесно ја примаат, да кажам, комуникацијата во која што има и голема доза на насилство, се поистоветуваат со личности, можеби кои што, нели, брзо стигнале до некоја слава, а во реален свет тоа не функционира баш така. И особено се идентификуваат со совршените ликови, нели? Совршенството постои, сакаат и тие да се такви, а едноставно младите ги влече тоа што е актуелно. Нели, млад човек, адолесцент посебно, гледа кој е успешен, гледа, вика совршена е таа, едно девојче доаѓа. Се е на неа убаво, а тоа е се со филтер. Колку убаво секој ден функционира, јас не сум таква. И едноставно, за да влезе во тој круг, гледа такви видеа, следи се, шминкаат си, ставаат филтри и повторно, каде е проблемот, се враќаме кај возрастните. Нели, пак спомнам, ако мама се слика со филтери и става слики, нормално е дека и детето тоа ќе прави. Ако тато на синот дава игри со пукање, со тепање и нели го охрабрува, супер е ова, а тоа кон што води? Кон насилство. И затоа потоа децата се вклучуваат во работи кои што се актуелни. Не треба да им забраниме. Значи, забраната оди во контраефект, треба само отворено да разговараме. Што чувствува кога го гледа тоа, да кажеме кои се последиците од таков вид на однесување, меѓутоа повторно кажувам, ако ние дома не негуваме насилство и не негуваме речник кој што детето го потребува, нема многу што да правиме. Едноставно само покажуваме со дела. Рековте за речникот, има ли некои реченици што треба да се употребуваат и да станат една, да ја кажам, редовна пракса во таа семејна комуникација? Дополнително еднаш неодамна ми спомена едно младо девојче, вика, па немаме заеднички оброци, семејливи оброци, ми недостасуваат, кај нас било, нели, и тоа некоја традиција, значи недела се чека, недела посебно, ама и секој ден, но неделата задолжително да се собереме, нели, околу трпеза, да бидеме заедно, да поразговараме. Тоа е најубавото нешто и верувате каде додам, веќе и знаат, че Маја ќе каже за семејниот ручек. Да, тоа е она што не врзува. Ако порано сме имале многу време за семеен ручек, и денес имаме, нека не биде 2 часа, нели? Меѓутоа, многу е важно да се собереме сите на семеен ручек и тогаш да се договориме. Јас и такви техники давам. Да се договорите на семеен ручек, сите ги оставаме телефоните. Да се видиме, да се слушнеме. Има многу такви случаи кои што на вистина многу ефект дале. Кога тинеџерот се затвара во соба, и ќе кажам само една техника применета. Седнете без телефони и на ручек прашајте го не која оцена ја доби, не како си помина во училиште, среќен ли си, што те направи среќен денес? Што би сакал да правиме нешто заедно? Неколку пати тоа кога ќе се повторува, комуникацијата се подобрува, близината е тука. Друга магична реченица е до родителите: слушајте внимателно. Не само седнати. Нели, активно слушање не е да слушам и одма јас ти давам решение и совети. Не мора ние да сме веднаш со советите или со критиките. Со критики, нели, критиките, да слушнеме, да видиме што сака да ни каже детето. И мали ритуали. И тие ги давам: прошетка. 15 минути прошетка за разговор. Пред спиење 15 минути да видиме денот како поминал. Ако е помало дете, во денот 15 минути да цртаме, да боиме, ако е поголем одиме заедно, си се шетаме. Тие работи го врзуваат семејството, а тие се најубавите вредности семејните за мене. Так, се гради ли култура на комуникација еве и со стручни лица, да се поразговара, да се најде излез? Ние постојано говориме проблемите, да, проблемите ги има, меѓутоа клучно е да се бара решение, да се сака да се најде излез од дадениот проблем. Тука можам да се пофалам. Се радувам што се повеќе родители доаѓаат на семејно советување без некој голем претисвик. Свесни родители гледаат како се случувањата денес, особено со врсничко насилство, со детската анксиозност појава, и си доаѓа да видат ние до каде сме, викаат. И тоа е многу важно. Комуникацијата која ќе многу е убава
кога ќе дојдат сите заедно во една семејна комуникација, гледаме граници, гледаме попусливост каде има, сите заедно меѓу себе се слушаат. И често на тие разговори кои што траат 90 минути, како што кажав, нема проблем, ама се слушаат. Дознаваат работи за себе, кои што ова брзо време ни го зема нели времето да видиме, и многу се радувам што зголемен е бројот на свесни родители. Затоа секогаш се фалам. Може би некогаш и нешто што не ми ни паднало на памет ќе го дознаат баш на тој начин во една отворена нели комуникација. Тоа е И тоа така е често кога ќе донесат дете. Нели детето има некој предизвик или проблем, а всушност тоа е повик за родителите. Детето ги вика мама и тато да дојдат и да видиме што се случува во семејниот систем. Убави се тие средби и се радувам што се повеќе свесноста кај народот за ментално здравје се зголемува. Каква е улогата на училиштата? Училиштата имаат голема улога. Тие не се само во образовниот дел вклучени, туку и во воспитниот дел. После семејството, наставникот, вработените во училиштата се оние кои што први треба да забележат доколку има промена кај ученикот. Верувам дека секој наставник го дава најдоброто од себе, имаат големо значење во градење на личноста. И наставниците, и стручните служби, и затоа давам апел да се прават повеќе работилници за ментално здравје, да се повикуваат групни средби, не само меѓу децата, нека има и семејни средби, нека ги викаат родителите во училишта, тоа ни недостига на нас народот. Повеќе едукација, практично. Заедно, родител со дете, да се каже со практичен пример како да комуницираме и како да се однесуваме. Родителството нели се учи. Да. Ги споменавте работилниците. На што конкретно еве се фокусирате на овие работилници? Има ли некоја одредена возрастна нели граница од која што може нели да се почне па да се напредува можеби во следна фаза? Работилниците веќе со години ми траат. Таму се полнам со најубавата и позитивна енергија. Два вида има работилници за деца од 5 до 9 години и за тинеџерите. Многу се убави, програмата е преубава, значи со сите предизвици кои што се соочуваат и малата група на деца и на големата. Опфатени се самодоверба, емпатија, другарството, решавање на конфликти, кај тинеџерите нели љубовен живот, првите симпатии, како и тука да се однесуваме. Прекрасна е атмосферата, бројката на вистина е повеќе од што сум очекувала. Утре имаме завршната последна работилница од тинеџерите, ни завршува со забава, со многу совети. Децата кои што одат на овие работилници во моментот си одат можеби само со по еден заклучок, но после се гледа долгорочниот ефект. Како размислуваат, реченици им остануваат и начинот на кој што се однесуваат, се препознавам кога ќе ги видам. Така, и тоа е сигурно тоа ми е најголема супер, сатисфакција, кога ќе се види дека од нешто произлегува некој позитивен ефект. И кога ќе кажат благодарение на тебе, Маја, сум ваков. Не, јас кажам благодарение на себе си, ама на вистина многу сум среќна во тие моменти. Сега, Маја, бидејќи пак ќе споменам, нели пред крај на учебна година почнуваат летни одмори, сите размислуваат кој каде да ги искористи нели тие денови што ги имаат и децата од летниот распуст и родителите од годишниот одмор. И сега една пријателка во еден неврзан разговор, навистина на прашање го почнавме, а не знаеме каде конкретно одговор да бараме, особено кога се работи за оној тинеџерски период кај младиве. И сега вели, јас не знам што да направам, дали со моето дете да заминеме на одмор, му велам ќе одиме заедно на одмор, а нели сме досадни во таа фаза родителите кои ќе бидат тинеџерите, нели на некоја преодна точка што не се ни деца, а не се ни возрастни. И вели не сака да дојде со нас на одмор, не сака да си има други планови, нели со другарчиња или слично. Како да се надмине еве во рамки на семејството ова, како да се најде вистинското решение? Некогаш вели па мора да дојде малолетен, не може да остане сам дома,
од друга страна има отпор или кај детето па не сака да дојде, затоа што некогаш и се срами, ете со возрастните ќе го видат некои негови другарчиња, така да се создава една конфузна ситуација, особено сега во овој период од годината. Еве како можеби стручно да помогнеме, еве советодавно, што треба во такви дадени моменти, како треба да реагираат родителите. Повторно се враќаме на таа комуникација која е суштината, базата нели на секоја работа, меѓутоа еве во една таква ситуација што е соодветно и како да се реагира. Да, прашање кое што сите не застега родителите, има различен вид на семејни системи. Еве од пример, доаѓаат и на пример децата до 17-18 години уживаат да одат со нив на одмор. И нели правиме разлика како овие деца се уште сакаат, а моето дете не сака. Почесто кај девојчињата, ако не грешам, се случува или не? Да, се случува. Кај момчињава имаме малку поголем отпор. Како што кажавте, Светле, во комуникацијата е. Многу е важно која возраст е, дали јас секогаш кажувам детето треба да се слушне. Што сака мора, не мораме ништо да правиме. Меѓутоа имаме граници. И ние тие граници не ги воспоставуваме денес за утре за одморот. Тие граници се од мали носе. Имаме граница до таа возраст дека одиме сите заедно на одмор. Ако тоа сме си го негувале ние со години, денес ова лето нема да ни дојде проблем. Ако е малолетно и не го оставаме, да ќе имаме проблем, меѓутоа седнуваме, не мораш. Сакам да дојдеш, да поминеме време заедно. Ајде да најдеме нешто заедничко. Како сакаш да го поминеме одморот? И тука низа ќе имаме одговори. Да шетаме, повеќе да зборуваме, им недостига поврзаноста, не дека е досадно. Тоа од практични примери го кажувам. Кој ќе им понудиме, ако се 15-16 години, што сакаш да правиме на одмор, цел хамер ми носат. И нели мама и тато тука, затоа што сакаат да се работуваат, викаат, ова се треба да го читам, ма тоа се мали работи. Да ги оставиме телефоните, зашто и мама кога оди вика цел ден отаму работи. На децата им треба контакти, ама вистински. Летово да го искористиме за тоа, да се поврземе со нив, не сум дека мора. Само со добар разговор, веќе ако имаме граници, дека после одредена возраст во тоа семејство детето може само на одмор, тогаш ќе си оди детето. Секое семејство нели си има своји граници, само да нема казни. Да има се со разговор. Решение има, нели? Спомнавте вие дека да го најдеме решението заедничко за сите. Како заокружување на нашиот разговор, една важна, да речам, порака што би ја упатиле како апел, еве, не само до младите, до наставниците, до родителите, но еве еден апел за тоа колку малку треба за да добиеме многу. Многу малку треба, само љубов. Сите возрастни, дали ќе зборуваме се за родители или дали за наставници, сите мислиме најдобро за своите деца и ги сакаме на свој начин. Само треба, ќе завршам со слушнеме. Само треба добро да се слушаме. И нашите деца добро да се ги слушаме и ова лето да го искористиме, да уживаме заедно во семејните вредности кои што често ги кажувам, да не чезнееме кон сликање постојано и лајкнување. Туку да се поврземе сите, да ја постигнеме онаа доверба која што многу значи повеќе од еден летен распуст. На децата им треба само внимателно слушање и од нив добиваме љубов која што не може да се опише. Не зборувам само за своите деца. Јас зборувам еве за деца што доаѓаат во советувалиште. Така да не е таа идеална слика само на социјални мрежи, а суштината, позадината да не... Тоа е, разговорот да се направи, да нема лајкови броења, каде да одиме летово, се сликаме. Нели? Добро една слика каде сме во рете, тинеџерите и тоа им пречи. Кажуваат, не сакам да се сликам. Па да, јас како родител ќе ја испочитувам. Многу е важно да знае дека јас сум и тука кога и да е тешко, отколку дека ќе ставам слика и ќе видиме колку лајкови има. Да уживаме во семејството затоа што нема ништо убаво од едно функционално семејство и негување на вредности кои што ги спомнавме од наше време. Ручеците, разговорите, прошетките. Многу едноставно, а само треба да се примени. Па некогаш малку треба, нели? Затоа и на стручно советување не се оди дека ние не знаеме како. Некогаш малку треба некој само да не потсети, да се вратиме од ова брзо време, да дојдеме материјалните работи да ги оставиме малку, да се посветиме на она што душата исполнува.
Така. Маја, ми беше задоволство за разговорот. Верувам дека навистина имаше корисни совети кои што може секој од нас да ги примени. Не е тешко, не е ништо сложено, едноставно само треба да најдеме малку повеќе време и за себе, и за децата. Може многу да се дознае. Можеби од прв печаток некогаш ќе бидеме како родители шокирани, но од друга страна пак навистина се една цела ризница младите од кои што може и ние многу да научиме. Ви благодарам и вас на поканата, навистина јас уживав. Така. Почитувани, правиме кратка пауза после овој разговор, но повторно се враќаме на една друга тема. Останете со нас.